Интересно е што нели секој ќе помисли, ама сигурно они знаат дома што ќе каже едниот, што ќе каже другиот, па може и да се надоврзат, ама не знаеме. Не секогаш мажот и жената, можеби во најидеални услови треба се да се знае еден со друг, али не е баш секогаш така, така да во контекст на ова сакам да прочитам јас нешто во контекст на инфлуенсерството, малце старомодно инфлуенсерство, што многу значело и за денеска нас, од вториот век, али многу значи за денешен ден, за тоа што сме ние и како сме ние. Така да, дефинитивно христијаните, мора да бидат инфлуенсери. Зошто? Како сака да кажете, мора да бидат влијателни. Зошто она Даниела што го прочитат, гледајќи не таму во тој стих, пред тронот на благодата, ти не можеш инаку после освен да влијаеш. Вау. Некој од грчките филозофи во раните векови, 2-3 век, кажал дека христијаните чекорат на земјата, али живеат на небото. Вау. Заживејќи на небото, твојот чекор е доле стабилен. А ако не е, треба да биде стабилен. Го разбираме овој дел? Значи, ние може да се повикуваме на Христовите вистини постојано и да викаме да, амин, така е. Но мора да се гледаме во нас и да го видиме тоа исполнето во целост. Не даваме време и простор колку треба и како треба. Едноставно, секој подадената благодат, преку вера, да го живее она за кој е повикан. Негде најдов тука во записиви имам се. Например, имам архива, документарен филм, концерт, издаваштво. Нешто што сме планирале. И такви работи имам. Така да имам се, али негде видов дека сум пишал, нас не спасија добрите и совршени наши дела. Нас не спаси благодата Христова. Амин? Ако не спасила благодата Христова, и ако сите кажеме амин, тогаш и така да живееме по благодата Христова. Вау. Ајде да го прочитаме текстот, да видиме како во втори век, кога било исклучително важно, ова што ќе го прочитам, немојте да го пресликувате и да викате ова е невозможно. Исклучително важно да се случувало ова, за ние сега да можеме да викаме дека би можеле да бидеме инфлуенсери, да викаме дека можеме да одиме по благодат. Слушате го текстов. Овој текст е интересно што е пишан од ученикот, така се представил, али е многу битен христијански текст. И кажува вака, ги опишува христијаните. Христијаните од другите луѓе не се различни според јазикот и обичаите. Ниту живеат некаде одвоено во своји градови, ниту имаат некаков свој дијалект, ниту живеат некој посебен живот. Од прилика се наоѓаме, тука сме. Знаеме понекогаш да имаме некој црковен дијалект на нештата, али го согледуваме и ќе се повратиме, зашто да не разберат другите. Живеат во елиниските и варварските градови, кој како се нашол, ги следат домашните обичаи во облекувањето, храната и другиот живот. Живеат во своите земји, ама се како доселеници. Како граѓани тие учествуваат во сите давачки, а поднесуваат се како туѓинци. Секоја туѓа земја им е како нивната родна земја, а секоја нивна родна земја им е како туѓа. Се женат како сите други, раѓаат деца, но не го уништуваат својот пород. Тие ја споделуваат трпезата, но немаат земнички кревет. Тие се во тело, но не живеат според тело. Ги минуваат своите денови на земјата, но тие се жители на небото. Ги почитуваат воспоставените закони, а во исто време ги минуваат законите со своите животи. Тие ги сакаат сите луѓе, а се прогонети од сите. Не ги познаваат, а ги осудуваат. Ги убиваат, а тие оживуваат. Бедни се, но гумина обогатиле, немаат ништо, а во се изобилуваат. Ги презираат, а од презирот им цути слава. Ги оцрнуваат, а од нив сјае честност. Ги вреѓаат, а тие благословуваат. Ги газат, и тие искажуваат чест. Добротворци се, а ги казнуваат. Друга слика. А ги казнуваат како зласторници. На смртната казна се радуваат како да преминуваат во живот. И на крај вика, додека христијаните се прогонувани од ден на ден, тие се намножуваат се повеќе. Вау, ја искрено не можам да дочитам едва. Некако, вау. Ова е запис, важен за црквата, некако историски контекст, но ова е нешто што
допринело да ние можеме да сега можем слободно да кажем уживаме. И они уживале, пишуваше таму. Уживале во тоа да го следат Христос, уживале во тоа да уживаат во Христос. Вау. Океј, така да, инфлуенсерство. На ваков начин. Знаете, многу пати ние го кажуваме делот дека треба да страдаме за Христос, така. Но што разбираме под страдање? Размислував долго на оваа тема. Значи, ја верувам и мислам дека едино сме повикани да страдаме за она што Божјото срце страда. Го разбираме овој дел? Значи, не да измислуваме ние наши, не знам, банални работи за кои мислиме дека треба да страдаме за да достигнеме некоја светост или било што. Господе, зашто ти страдаш? Ќе ви каже зашто, за срцето на пријателот до вас, да го види исполнето, да го види исцелено. За такви работи сме повикани заедно со Христос да страдаме. Го разбираме овој дел? Зашто тешко е во овој свет на 21 век, кај што се е може би достапно да зборуваш за страдање. Ама не е неизбежно, ако го имаш вистинскиот пристап кон Божјото срце и кон што Христос не повикува да страдаме. Океј, сега не знам веќе од каде да почнем. Не зашто не знам од каде да почнем, зашто ми се мешаат некои работи. Ајде вака да направиме. Те следев додека славеш, ама кратко. Да. Не знам дали се познаваме. Со маската не ни можам да видам убаво. Оно што го видов во тебе, сакам да ти кажам како збор на знаење или ти ќе си процениш самата. Јас сум мило ми е, ако не се знаеме. Оно што го видов е додека сите слават, како ти да го чисти, како да ги чистиш музиките додека одат кај Господ. Некако како тебе да ти смета, не дека ни правеа фалшови, тоа не знам дали правеа фалшови, не, ама како тебе да ти смета фалширање било што и ти сакаш чиста музика на Господ да му принесеш. Така да те видов баш онака, имаш ние секогаш машко ќе најдеме и ќе речеме ти имаш срце на Давид или си како Давид, ама тебе некако те видов како Давид. Имаш срце како Давид, си му мила на Бог и продолжи да го правиш тоа, онака да ги чистиш убавите звуци пред Господ. Амин. Многу пати желбите ни се различни од повикот, како да повикот го чувствуваме наметнат. Така сум пишал тука. И затоа тргнуваме да го правиме спротивното од тоа, силата на законот. Желба е силно да посакуваш нешто. Многу пати, јас самиот во себе сум се нашол, а и гледам по другите. Едноставно, повикот го сметаат за наметнат, иако е Божја волја, некако го чувствуваат како наметнат и затоа им се скроз контрадикторни или спротивни со желбите на нивното срце што ги имаат. И не е секогаш грешка да го имаме ово истото. Напротив, треба. Ние имаме желби во нашите срца. Желби што понекогаш дури треба, зборев со еден мудар човек ми вика, понекогаш мора да правиш во животот што сакаш. Да не мислиш ни дали е Божја волја или не, нели? Збориме во контекст на христијански кругови, во христијански препознавање на нештата, али понекогаш треба. Ја, например, порано многу сакав Sony PlayStation да играм. Мислам дека не е опасно се, али стварно многу сакав. И кој ќе ми го одземеше тоа или ќе пробаше да ми го одземе Sony-то, беше опасност. Да. И знам како е, сега ќе кажам нешто, ќе види интересно. Жените оде да шетат, ние остануваме Sony да играме и ни го оставаа Горијан. А Горијан беше мал, тоа е синот на Датко и на Мими. И нели, он сака да игра повеќе од нас. А ние за да мисли дека игра, ќе му дадеме рачка не приклучена во Sony-то. А ние играме и он вика голови, даваме, се радуваме заедно, така да такви нечестни работи сме правеле за да можеме да играме. Али таа што нарекуваме ние пуста желба. Но сакам да го видиме овој без разлика на шегата на смејата, сакам да го запазиме овој дел. Желбите не мора и не треба да не бидат различни од повикот. И не треба повикот да ни биде стран, да ни биде страно тело во нас. Зошто? За да го направиме тоа, сум пишал, за работите во твојот живот, највеќе можат да успеат кога ќе се согласиш со нив. Ќе се видиш во нив и тие во тебе. Значи, ова е многу битно. Да се видиш во работите,
да се видиш во повикот и повикот да го видиш во тебе. Поинаку би било бркање со ветерници. Буквално. Го разбираме овој дел? Ајде ќе прочитаме Римјани. Не мора да бараме, веќе се наоѓам тука. Мими, као да ти тргна да речи, не ни ти бараме, што се забар. Од 31 стих, денеска малце повеќе текстови ќе читам. Знаете, кога чита проповедник текстови повеќе? Кога не е доволно спремен, кога не е доволно... Али има и такви моменти. Се шала малку. И така, што да речеме на ова? Ако Бог е со нас, кој ќе биде против нас? Оној кој не го поштеди ни собствениот син, јас кога го прочитав ова са следно, викам, сигурно нема шанси нас да не поштеди. Така ми оди текстот. Вика, како не ќе ни подари и се друго заедно со него. Вау. Вау. Да се видиме во него, со него. И заедно се она што го Господ ни го одредил за живот и за побожност. Исто така, нешто со филозофија сум, еден од грчките филозофи, исто во втори век има кажано, после тоа станува еден од најпознатите христијани, но пред тоа бил филозоф, разбирал, вика, во Христос е спојката на сите филозофии. Они толку разбирале. Го разбирале моментот на филозофии и тоа им било битно. Каде да ги соединеме, каде има совпаѓање на филозофиите. И вика, во Христос е исполнување на сите филозофии. Знаете што? Павле оди понатаму. Вика, во Христос е исполнување на се во се. На се видливо и се невидливо. Знаете, ние понекогаш се носиме понекогаш во пакет. И е така. Ти си пакет на нешто. Но, гледајќи така како на пакет, ги занемаруваме работите што се процесираат, што одат како процес во нашиот живот. Тоа е дух, душа и тело. Како дух, душа и тело во Христос сме се во се. И еве го Павле понатаму што кажува. Кој ќе ги обвини Божите избраници? Бог е тој што ги оправдува. Вау. Кој е тој што ќе ги осуди? Дали Христос, Исус, кој умре, изгора на тоа воскресна? Мора да дуе, ја не знам како идете, а понекогаш знаеме да не се наметнат. Осудата најповеќе се наметнува. Зошто не е својствено од нас. Кој е осудувачот? Јавот. Да, така да, тој што прави? Тој се наметнува. Тој нема никакво легитимно, легално право на било што во твојот живот. На било што. Освен ако му дозволиш да си игра со работите. Но знаете што? Таму има Господ заштита. Кога баш ние понекогаш не сме свесни и несвесно дозволуваме, мора да бидеме свесни за заштитата. Јас од оваа говорница, без разлика дали било City Hall, дали било Даре Джамбаз, повторувам постојано една работа и ќе ја повторувам најверојатно уште многу долго. Христијанството е живот на препознавање. Амин. Христијанството е живот на препознавање. Зошто? Зошто ако не е така, тогаш лаже Петар кога кажува дека се добивте за живот и побожност. Што е работата? Да го препознаеш што е се во твојот живот за живот и побожност. Да препознаеш што Христос направи на крстот. А Павле вика, при тоа ги воскресна. Да препознаеш кои ти се даровите, да го препознаеш со еден збор, личноста Исус. Амин. Вау. Зашто Он е исполнителот на се. Кој е од десната страна на Бог и кој се зазема за нас, кој ќе не одвои од Христовата љубов? Не волја ли? Ајде одиме еве сега. Ја разложуваме нашата стација. Ја ставаме пред нас и го читаме Римјани. Кој ќе не одвои? Не волја ли? Мака ли? Прогонство ли? Гледаме не ги одвоило. Вика, колку и да доживува, колку и да ги малтретира, колку и да ги мача,
дури во тој период ги палеле и ја растурале пепелта. Као е да видиме дали запалени и само во пепел ќе можат да воскреснат. До таму се одело. А вика се повеќе и повеќе се множа. Тоа математички не постои. Значи, тоа е со музиката. Еве тие што се имав откровение за музиката пред некое време. Многу мина ќе ви кажа дека музиката е 90% математика. Така како ќе видите нотите, сите и вие поќе знаете, али голем дел е математика. Се додека не ја ставите душата ваша, чувството и емоцијата. Тогаш е 90% чувство, емоција, 90%, а само 10% математика. Се до тогаш е математика. Ги разликуваш нотите, ги разликуваш акордите, ги разликуваш, не знам, гласовите, разликуваш. Значи нема, ако измрдаш од тоа, математиката е таква, нема измрдување. Ќе се случи ова. Се е математика. Се додека не ја ставиш твојата емоција. И тогаш станува 90%. Тоест 90% трга математиката. И станува емоција, стануваш ти. Станува славење и уважавање на Бога. Во нашиот контекст. Амин? Не знам дали согласувате, музичари. Добре? Држи вода. Дешко вика држи вода, буре вода, док мајстор оде, кој ќе замина веќе не важи. Вау. Или голотија, или гибел, или меч, токму како што е напишано, заради тебе везде не убиваат, не сметаат каковци за клање. Но во сето ова што го прочитав до сега, победуваме надмоќно преку оној кој не засака. Луѓе, ни наша не е борбата, ни наша победата. Ја препознаваме и се согласуваме. Зошто? Зашто сакам да читаме јасно, ако некој дома нема време или било што, ова е денес убав час да прочитаме јасно некој работи. Вика, преку оној кој не засака, надмоќно победуваме преку оној кој не засака. Што значи тоа? Ја препознаваме и ја прифаќаме победата на Христос за нас. И затоа е зборот амин. Ние на тие вистини кажуваме да, така е. Не само така нека биде. Океј, така нека... Не, да, така е. Кој ќе кажуват амин, имате у глава, да, така е во мојот живот. Или одиме понатаму, да, така е и поинаку не сакам да биде. Не сакам да знам. И ова, 38-иот, еден од најубавите заедно со 39-иот. Зашто уверен сум, Павле, луѓе, уверен. Многу сакам овие работи да ги читам. Ги знаеме сите овие, ништо не може да надвои ни сегашната на годината, но Павле вика, зашто уверен сум. Знаете ли зашто е уверен? Зашто беше гонител на црквата? Доживеа чудо, видување, ја препозна благодатта, знае што му се случи во животот. И сега на тоа вика, убеден сум. Што е убеден? Дека ни смртта, ни животот, ни ангелите, ни властите, ни сегашноста, ни иднината, ни силите, ни височината, ни длабочината, ниту кое годе друго создание не ќе може да надвои од Божјата љубов која е во Христос Исус, нашиот Господ. Ако нешто не е набрано тука, ставете го во редот и тоа. Ништо не може да го одвои од Божјата љубов што е во Христос Исус во вас. Ништо. Многу пати го имам кажано тоа. Го ставив и на Facebook, мислам дека ќе го кажам пак. Ова слушате го добро. И многу сум озбилен. Ова слушате го добро. Не можеш да се оцрниш повеќе во твојот живот отколку што Бог те оправдал. Не пробувај. Не пробувај заволно. Ние понекогаш со тоа што ние ќе се оцрнуваме, свесно или несвесно сакаме како да го повредиме Бог, за да му покажеме колку не направил несовршени ствари. Не можеш да се оцрнеш повеќе колку што Бог ти има оправдано. И уште едно. Не можеш да си наштетиш повеќе колку што Бог ти има благословено. Не пробувај. А да не збориме за други.
Али ние не сме свесни дека наштетувајќи самите себе и наштетуваме и на другите. Зошто? Зашто сме заглавени понекогаш во кругот дека никој не мисли, никој не сака, па дури на крај никој не ни се јавува онака. Али не е така. Има некој што ве сака, има некој што ве мисли. Јас сега можам да набрам 10 души што знам дека се молат за мене. Прво Солуњани 5, 16-18. Еднаш овие стихови ги кажав дека секогаш кога ќе ме праша некој што треба да правам или што е мојата волја, се прашува, а немаш време да се објаснуваш, а па и немаш ни потреба толку да се објаснуваш, и викам прочитай го Прво Солуњани 5, 16. Радувајте се секогаш. Амин. Вау. Радувајте. Знаете како? Има нешто интересно. Радувајте се секогаш, како не може. Значи, јас се соочувам со тоа. Ова не го зборувам од никаква надменност, мислам, ме познавате многу добро. Јас соочувам со истото и се, но не можам да го негирам делов. Не можам да го негирам животот на апостолите, на сите овие маченици што ги слушнаме, не можам да го негирам животот на некој најблизок што ми покажал. Ние многу пати сакаме да земеме пример од тие таму што подалеку живееле од нас. Онака, ако може 5 века, зошто? За да немаш отчет да дадеш на нив. И тие ти се врвот секогаш, онак, како Павле. Кој Павле, ме разбираш? Не знаеме детално што точно поминувал. Али имаш ли човек во твојот живот? Па имам еден сличен. Па на него гледај се. На него ти можеш сметка да му положиш. Го разбирам овој дел? Да. Ама тоа е потешкиот дел. Затоа има толку фама се крева околу сите тие херои на верата. А ние сме повикани да чекориме во истото и во повеќе. И тоа е библиска вистина. Тоа е Христова вистина. Ама зошто? Зашто не знаеме да дадеме чест на луѓето, а треба да дадеш. Сакам да бидам како тебе, научи ме. Не можеш да му кажеш на не знам на кој, еве, на Питагора. Со математика, опа. Не можеш да му кажеш сакам да бидам како тебе. Али на тој до тебе, можеш да му кажеш сакам да бидам како тебе. Не да го копираш, да те инспирира. Едно е мотивација и е добро, стои, држи место, но инспирација е сосема нешто друго. Да те инспирира, да тоа во што си, да продолжиш да чекориш со тој ентузијазам како што си го видел во човекот. Затоа е потешко, треба да се даде чест. Треба да се благословува истиот. Го разбираме овој дел? И затоа ние се навраќаме тој што правил и после излегува со вицот што го кажува за локумот. Оддалеко ги спознаваме работите. Тој некој таму видел, јадел и локумот кажал дека бил убав. Не го пробал, него они викале. Шубав е локумот. Не. Давид вика, вкуси го ти и види колку е добар Бог. Знаете што значи? Вкуси го ти ја види. Нема малце логика. Но кога ќе вкусиш нешто добро, сите сетила ти се отвараат. Вау. Сите сетила се отвараат. И затоа можеш и да видиш колку е Бог добар во твојот живот. Видувањето не е абстрактно. Видот гледа дела, гледа визии, гледа соништа, гледа пророштва, гледа се она што можеби другите не можат да видат. Така да, радувајте се секогаш. Молете се постојано и благодарете во се. Зашто тоа е Божјата волја за вас во Христос Исус. За вас. И сега ние можеме да дискутираме. Најверојатно мислел на солунците. Најверојатно само на нив мислел. За вас луѓе. За сите нас. Божјата волја. Најди радост во твојот живот. И тоа нека ти биде начин на живот. Без разлика на се што се случува околу тебе. Зашто знаеш дека колку и да се неволи кај праведникот, Бог од сите те вади. Амин. Моли се постојано. Уште еден начин на живот, стил на живење. Како што имаме стил на облекување, стил на живење. Моли се постојано.
Даниела ни кажа дека молитвата е, како рече? Општење. И може да се нарече разговор со тато. Ја како дете, памтам многу пати, сум избегнувал да имам разговор со тато. Луд за нешто и ти избегнуваш да имаш разговор со тато. Но ајде ние, знаејќи дека сега не ни се лути нас, Господ, да си имаме убав разговор со тато. И благодарете во се. Вечер ќе зборувам јас и за сите вие што ќе ме следите на онлайн, ќе слушнете, најверојатно ќе зборувам нешто повеќе за благодарност во нашиот живот. Како исклучително важно или најважно, немате секогаш најважно, нешто се е важно, али битно да се биде едноставно исто така во стил, во животен стил на благодарност во вашиот живот. Па зашто да благодарам или кога нема многу? На кого? Ја би радо. Не имаш. Имаш во твојот живот на кого да благодариш. И така да почни да живееш живот во благодарност. Амин? Вау. Ја мислам дека тука е доволно. Може да се молиме на крај. Да станеме сите да се молиме и ќе благословуваме она што го правиме денеска, тоа е службата на дарежливост. Светиот чин, Библијата кажува, на дарежливост, така да ја верувам дека секој од вас кој пристапува на дарежливост, пристапува со веќе, можам да кажам, испитано своје срце и она што Господ зборувал, едноставно сега само може да влезе во сила во вашиот живот. Она што јас сум го видел во мојот живот, она што многумина тука ги познавам и го виделе во мојот живот, верувам дека сите, зашто Бог не изоставува никој, е тоа дека ако нешто Бог во нашиот живот се покажа во дарежливоста Него. И тоа не само со преќањето на Христос на крстот. Тоа е можеби најголемата форма на дарежливост што ние да живееме. Но ако видиме лично во нашите животи, ќе видиме дарежливост од големи размери. Тато јас те благословувам, зашто си преблагословен. Ти ја враќам цела слава, зашто Тебе ти припаѓа, Господе. Фала Ти, Господе, што навистина можеме целосно да се надеваме на Тебе, Господе, и целосно да уживаме во радост, молејќи се и благодарајќи Ти Тебе, Господи, и на никој друг, Господе. Фала Ти, Господе, што се содействува за наше добро, се содействува за тие што Те познаваат, Господе. И фала Ти, Господе, што сеќаваат преку нас ќе содействува за оние што не Те познаваат, зашто ќе Те запознаат, Господе. Ја го благословувам Скопје, Господе, благословувам Македонија, Господе, да навистина исповеда вера во Твоето име, Господе, да исповеда надеж во Твоето име, да исповеда благодарност во Твоето име, Господе, да се види пред лицето Твое, Господе, и да каже, да, Ти си, Исусе, единствениот Бог што ни требаш нас, Господе. Фала Ти, Господе, за секој поединечно тука. Фала Ти што навистина работиш во нивните срца, повеќе, се повеќе и повеќе. Фала Ти што работиш во нивните срца се помеко и помеко. Фала Ти што работиш во нивните срца се потопло и потопло, Господе. Фала Ти што некои срца сега така греат, Господе, што едноставно ќе дојде момент на експлозија, кај што навистина се гледаат во фаза како делуваат во Твоите дела, како делуваат во Твоите приготвени дела за нив и како гледаат плодови, Господе. Фала Ти што навистина си прекрасен. Фала Ти што можеме да Ти веруваме во секој еден сегмент од нашиот живот, Господе. Да Ти веруваме кога си брцаме во джебот, Господе. Да Ти веруваме кога сме дарежливи кон некој друг, да Ти веруваме, Господе, и кога мислиме дека ништо не оди, Господе. Фала Ти што имаме таа можност, шанса, прилика, Господе, да се надеваме само на Тебе, Господе. Фала Ти што навистина го благословуваш овој момент на светчин, на дарежливост, Господи. Фала Ти што од тука ќе излезат не само финансии, Господе, за црквата, ќе се видат многу луѓе, Господе, во благодат во финансии, едноставно во процед во финансии, во време каде што се вика економијата паѓа, Господе. И фала Ти што тие луѓе ќе видат столбови за многу околу нив, Господе, да ја видат Твојата Божја рака врз нив, Господе, да ја видат Божјата провизија врз сите нив, Господе. Фала Ти што си прекрасен, Господе, што имаш прекрасни мисли за иднина, за надеж, светли мисли, Господе. Фала Ти што Ти од темнината повика светлина, Господе. И едноставно донесе светлина секаде таму каде што се појавиме, Господе. Фала Ти што си прекрасен во Твоето пресвето, најсвето име Исус. Амин.